Доба постатомско. Место Централни Балкани. Популација микс мауздонци. Степен на цивилизацијско ниво нон. Вибрација негативна. Ние изгубени. Како што Нострадамус точно предскажа, околу 1500 репликанти ќе доживеат трајни оштетувања на единствените сетила со кои располагаат. Слух и вид. Абре, Македонче, до кога моронче? Гето 103. Како до диплома за урбан гирилец. Влијанието врз мене, Канал 103, единствено на музички плани можам да кажам дека е тоа идеологијата на Канал 103, да биде музичко радио. Има една интересна приказна за тоа. 1924 година еден швајцарски математичар и медицинар, Ебрахамс се вика, открил дека делот спектарот на радиофреквенциите делува и на човечкото тело. Тоа истовремено предизвикува болести, може хипноза да предизвика. You are going on a musical trip. The highest, happiest trip that you've ever been on. Enjoy it and get into it. Loosen your seatbelts. Let's rock and roll. Па зашто се појави Канал 191 година? Се појави ваljda да МРТВ или МРТ покаже дека покрај оние два класични програма кои ги има на својата програма, Македонското радио тогаш и оној третиот за сонародници од странство или не знам веќе кој беше, да покаже дека ете може да искористи фактички таа шанса која има со техника и со потенцијали да направи едно радио по идеја на пар тогаш, ја би рекол, клинци, сега веќе добар дел од нив и докажани уметници, диџеи или луѓе од најразлични професии, со една концепција да иде 3 дена во неделата преку викенд и да иде чисто музика без многу зборење. Тоа е значи една пенетрација во еден државен систем, во една државна институција, значи строго контролирана од државата и успеа да изгради во следните 3,5 години една концепција на радио која најмногу се доближува до концепцијата на некои пиратски радиостаници во светот. За 103, ако зборам за 103, тогаш би морало да се кажат овие два джингла. Канал 103 државно радио број 1 и Канал 103 државен непријател број 1. Во некои новини се појавија дури и текстови во кои джингловите на Канал 103 некои новинари слободно рекоа дека може да станат дел од да бидат третирани како дел од македонската уметност. Да се зборува за музиката е како да се танцува за архитектурата. Зависна листа секој четврток од 17 часот на Канал 103.
зе правила. Сега ситуацијата моментално во радиото е таква што постои дивергентност на идеи, што од една страна е позитивно, од друга страна е можеби кршење на она компактност на некогашната 103. А за сегашноста мислам дека е, тоа не го мислам само јас, туку и многу луѓе, дека 103 е во криза, сега да се тоа пред се криза на идентитет. Нема идентификацијска енергија доволно за да би можела да биде толку продуктивна атмосферата како што беше порано. Тоа не е некој вирус што се вовлекува во луѓето па само ни се заразени, него едноставно електронската музика го представува духот на времето, како што го представува и гитарската музика, тука нема воопшто подвојување. Имаш луѓе кои што работат со различни инструменти, битно е да имаат идеја и да знаат како тоа да звучи добро. А не е битно воопшто со што го прават тоа, инструментот воопшто не е битен, битно е дали современо размислуваат. А тоа е идејата на ова радио пред се да прикаже современ звук, нешто што го отсликува духот на времето во кое што живееме. Бернард да Сина. Ова свет е окей. Само имам една приметба. Лајка се пишува со едно К, едно И и никако со 3 Л. Сепак се е во ред. Земајќи во предвид дека успеа да постигнеш светски мир, без никого да убиеш. Леси, Лајка и другите кучиња. А оно што ние го работиме као журки, тоа мислам дека и пошто се работи и се дешава долги години. Сите го знаат и сите ми е јасно како тоа изгледа. Се обидуваме да го работиме оно што го сакаме, да ја презентираме музиката која што ја сакаме на начин кој што го сакаме. Сите сме неми, немоćни сведоци. Константно, репетитивно продирање на потврдени, но пропаднати историски идеи. Модификации. Остав. 103 парче подсвест. Генератор на артикулирана анархија. Свртете го грбот. Свртете се кон себе, кон собственото парче огледало. 103. Тлее во аголот на вашето око. Генерира.